Секој граѓанин кој сака неговите органи да бидат донирани ќе може официјално да се изјасни кај својот матичен лекар. Новите законски измени кои треба да го поминат владиниот филтер отвараат можност од неголемата човечка загуба да се роди неголемата надеж. Со новиот закон матичните доктори очекуваат дека ќе се разбуди свеста за органодарувањето, особено кај помладите. Тие уверуваат дека како прва линија во здравството стојат на располагање за се што е потребно, со цел се повеќе луѓе да се одлучат на донорство, а со тоа да се спасуваат и човечки животи. Тој позитивен одговор повеќе ќе го забележиме кај младите, кои што се малку поинформирани, кои што се малку во ајде да кажам, помодерна историја, односно помодерно време растени, за разлика од повозрастните кои што мислам дека ќе бидат скептични и ќе почнат сите оние нели теории на заговор дека органите ќе бидат давани лево, десно, продавани, државата ќе има нов црн бизнис, што апсолутно не е точно, со оглед на тоа што постојат регистри, постојат центри, точно знаеме каков тип на органи, колку имаме, нели, со што располагаме. Граѓаните се со поделени мислења. Едни сметаат дека донирањето органи е хуман чин со кој може да се спасат повеќе животи и велат дека би прифатиле да бидат органодарители. Други пак имаат резерви и сметаат дека за ова прашање е потребна поголема информираност и јавна дебата. Значи, ако не може да се спаси тој човек, може преку него да се спаси друго лице. Тоа е многу добар предлог. Мене, ако ме прашуват, например, јас секако тоа би се согласил. Само ако не се злоупотребува. Неким да дам органи, зошто да ги дам? Добро, може да спасите? Па не знам, не го познам тој живот и мене не би ме спасил, зашто ја да би ги спасил. Не сум размислувала длабоко за тоа дали би дарувала, ама подсвесно од секогаш сум го посакувала тоа затоа што имам напишана книга инаку и во книгата спомнувам како девојката главниот лик дарува органи, така да мислам дека е вистина добра иницијатива. Според бројките, околу 200 пациенти во моментот живеат со секојдневната мисла и исчекување кога ќе им се јават од клиника дека има орган. Најголема е листата на чекање на бубрези од починат донор, околу 150 пациенти и 30 чекаат ново срце.